Почитувани, обвинувањата што преку пресконференција ги упативте кон мене не се затоа што не е реализирано. Обвинувањата се затоа што повеќе нема скапи скутери и полначи на електромобили кои стојат како споменици пред општината, нема лаптопи за семејства на службениците, нема веќе добавувачи кои превезуваат ученици за екстремно високи цени, нема ни јавен превоз без јавна набавка. Обвинувањата се затоа што секна приливот од граѓаните со кои уживавте во привилегиите. Вашите инвестиции, господјо Хаџипаунова, се како топовите за снег на Пониква, како канализацијата во село Тракање за која се платени огромни средства, а никогаш не е ставена во функција. Вложувате во нешто кое не ви е важно како ќе функционира, затоа што ви интересира ќарот, процентите, провизиите. Безочно ги трошевте парите на граѓаните и за тоа ќе одговарате. Уште долго граѓаните во вас нема да препознаат сигурност и нема да гледаат економски напредок и реализација на проекти. Не чинили тоа што не сме како вас што работиме законски, честно и стрпливо. Резултатите доаѓаат. Споредено со вашите, тоа изгледа вака. Во една деценија на владење не успеавте ни дупките на патот кон Пониква да ги пополните. Ние реконструираме 11 километри од патот кон Пониква. Вие со кредит градевте 11, ние со собствени средства само за една година изградивме 16. Вие оставивте милионски долгови, ние веќе имаме раздолжена општина. Ги потикнувавте дивоградбите и профитиравте од тоа. Остававте урбанистички хаос кој макотрапно го средуваме. Вие можете да сонувате за капитални инвестиции какви што имаме денес, за една година повеќе од 2 милиони евра. Вие направивте семејно стебло од вработени во општината, институција која е символ на релациите, свекор, снаа, татко, ќерка, тетин, внук, сопруг, сопруга, сите од вашата партија. Би сакал да изразам жалење што вие како советници кои сте дел од оваа пресконференција, дебатата за квалитетни проекти не ја водите во Советот, зашто сте избрани, туку напротив, на партиски пресови фрлате магла, не водејќи грижа за одговорностите за кои сте платени од страна на граѓаните. Само како податок до јавноста, една седница на Советот ја чини општината 300.000 денари или помалку од 4 милиони денари на годишно ниво. На крај вие сами знаете дека хаосот е кај вас во вашите партиски редови. Хаосот доаѓа од тие со кои ги делите канцелариите за побрзо да ви помине работното време. Канцеларии кои ги претворивте во партиски штабови, мензи, кафетерии и места за озборување. Работно време кое го трошите несовесно и неодговорно, а за кое ве плаќаат граѓаните. Во духот на тоа како работевме и што сработивме, објавуваме табели со цени од договори склучувани порано од вас и сегашни цени. Разликите се очигледни и пак ќе прашаме каде се парите на граѓаните што им ги земавте цела деценија.